Почитувани професори, представници на академската заедница и почитувани граѓани. Од името на Универзитетското студентско собрание на УКИМ би сакал и во името на целиот УКИМ би сакале да повикаме на 7-минутен молк. Стотици студенти се собраа на платото пред Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, каде одржаа заеднички час за да одадат почит на 59 лица кои загинаа во пожарот во дискотеката Пулс во Кочани. Собирот беше организиран од студентската организација на Скопскиот универзитет, а почна со 7-минутен молк на големиот број присутни студенти со кој беше исполнет кампусот на УКИМ. На собирот присуствуваа министерката за образование и наука Весна Јаневска и ректорката на универзитетот Билјана Ангелова. Загубата на млади животи е трагедија без мерка, рана што никогаш не заздравува, тишина што одекнува во срцата на оние кои останале, порача Ангелова. Неподнослива е болката да се изгуби некој толку полн со живот, некој чиј пат што току започнал. Си го поставуваме прашањето. Зашто? Но нема лесни одговори. Нема зборови што навистина може да ја опишат болката од таквата загуба. Минатата година, пред 6 месеци точно од ова место, на ова плато, на 1 октомври, на почетокот на академската година, ви се обратив со радосни емоции, никогаш не претпоставувајќи дека за кратко време повторно ќе се обратам и дека моето наредно обраќање од ова исто место ќе биде волку тажно. Занемени сме од тага, од шок, од неверување, немоќ. Во овој момент не ни останува ништо друго, освен да го покажеме нашето заедништво во овој непребол. Заедништво во болката на семејствата на загинатите, заедништво во поддршката на повредените и нивните семејства во нивната борба за живот и за опоравување. Од името на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје и од мое лично име изразувам најдлабоко и најискрено соучувство на семејствата на загинатите во оваа голема трагедија. Нивната загуба е и наша, и лична, и колективна, недодомеслива загуба. Воедно ве повикувам сите заедно да ја покажеме нашата хуманост и солидарност, да обезбедиме помош на Крстна Македонија преку донации, лични или институционални придонеси. Вашата помош и човечка поддршка се добредојдени. Министерката Јаневска им порача на студентите дека нивната присутност значи свесност, солидарност, хуманост. А тоа, како што вели, е најважно што заеднички можеме да го покажеме во овие тешки моменти. Бескрајно ви благодарам за вашето присуство, затоа што вашето присуство значи свесност, значи солидарност, значи хуманост, значи споделување не само на доброто, туку и на тагата и на болката. А тоа е најважно што младите луѓе и сите ние останати заедно во овие тешки моменти можеме да го покажеме. Овде сме сите заедно за да им помогнеме на живите да ја преболат тагата. Вашата овде присутна енергија искажана преку зборовите на нашиот поет во 7 минути, ќе ги искажам сега како јас ја почувствува вашата присутност. Значи, големиот наш поет рекол, ако имаш нешто неискажано, нешто што те притиска и пече, закопај го во најдлабока тишина, тишината сама ќе го рече. Јас во овој момент го почувствува вашиот врисок и вашето сочувство. Тоа е најважното што треба да го носите со себе во животот. Заедничкиот час беше прекинат, откако на неколку студенти им се слошило, зашто била неопходна интервенција на брзата помош. Студентите во редици чекаа да запалат свеќи за покој на загинатите во пожарот, да положат цвеќе и да остават пари за поддршка на семејствата во кутиите за донации пред Филозофскиот факултет. Донираните средства ќе бидат предадени на Црвениот крст. Пред Правниот факултет пак отворена е и книга на жалост. Председателот на Универзитетското студентско собрание Александар Николовски соопшти дека заеднички час денеска ќе се одржи на кампусот на техничките факултети, в среда на Природно-математичкиот факултет, во четврток пред Педагошкиот факултет,
а за петок ќе биде организиран марш низ Скопје или студентите заедно со сите заинтересирани граѓани ќе се упатат кон Кочани.